Да, Ване, токму така, добро утро и за вас. На 7 мај се одржа 250-та изведба на куклената театарска представа Лакомата Меца, а токму и тоа поводот е што утрово екипата на Македонија наутро е во театарот за деца и младенци во Скопје, а денеска заедно со мене се веде директорката на театарот, господја Фросина Карловиц и актерите Мартин Јордановски и Владимир Лазовски. Добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро. Директорке, кажете ми како Лакомата Меца започна и стигна до својата 250-та изведба? Вака, значи, што од својата премиерна изведба во 2001 година ги освои срцата на најмладите. Значи, тај на нашиот репертоар веќе 2,5 децении, тоа само по себе кажува колку е добра како представа и благодарение на нашите актери, на оваа одлична актерска екипа, ќе ги напоменеме, нормално ќе ги споменеме и останатите кои што се дел од оваа екипа, но на жал не се во моментот присутни. Ја одржа на репертоарот со својата актерска игра, кои со љубов ја играат сиве овие години и се уште секако и благодарност до публиката која ја остана верна. Така да повеќе во однос на представата ќе каже и мојот колега Владимир Лазовски, кој од самиот почеток на оваа представа. Така, Владимир, оваа представа преку хумористичен пристап кон темата за културата на јадење, но и правилното однесување на маса ги едуцира најмладите. Колку е важно младите да се едуцираат од најмала возраст? Најважно. Значи најважно е тоа што поскоро почне со едуцирање и сега зависи од која година се дечињата, така и се даваат материјалите, како например Лакомата Меца. Инаку морам да кажам дека Лакомата Меца е представа која што е правена буквално на сцена со публиката. Затоа што Дарин Петков, ми се чини режисерот од Бугарија, дојде со 2 ливчиња и викаше ова е тидата со волкот, ова е тидата со лисицата и ние буквално живеевме кога ќе излезеше волкот на сцена, ја правеше улогата со дечињата, интерактивно 100%, така да тие се едни од авторите на представата. И многу е тешко кога некој ќе дојде да замени, го бара текстот оригиналниот, оригинален текст не постои бидејќи има 2 ливчиња. Секој си влегува во тој лик, но со свој карактер. Има многу интересни работи оваа представа, а тоа е дека куклите ги изработи тогаш Зоран Мазновски, и еден од водечките куклари во земјава. И куклите се како живи, без разлика дали ги води некој или не ги води. Така изгледаат како живи, имаат карактер, со својот лик веќе одаваат некој карактер. И многу е лесно да се изиграат со такви кукли, бидејќи едноставно ти станува партнер на сцена. Не мора да се трудиш нешто плюс да ги играш со кукла, него едноставно е жива, едноставно има карактер. И ред други работи кои што се нагостувања, награди, еден куп, не знам дали да се пофалам дека ја имам актерска награда со истата година. Да. Од 2001 година на меѓународниот куклен фестивал за мали форми во Крагуевац, нашиот колега ја освојува наградата, актерската награда за своите улоги во истоимената представа. И би сакала повторно да напоменам, имам исклучителна актерска екипа, која што е составена од Ана Левајковиќ Бошков, Катарина Илиевска-Силјановска, Владимир Лазовски, кои што нели се долгогодишни членови на овој ансамбл, како и нашиот драг колега Мартин Јордановски, кој што влезе како алтернација на местото на Владимир Лазовски. Сега кога сме веќе кај вашиот колега Мартин и мојот именјак Мартин, каков беше предизвикот да ја превземете токму оваа улога како алтернација? Прво, добро утро и поздрав до гледачите.
предизвикот кога се презема улога во било која представа е голем, затоа што пред се тоа не е нешто кое што е твое, односно ти не си го освоил како материјал и сега едноставно треба да влеташ во нешто кое што е изиграно минимум 200 пати, кое што актерите кои што веќе се играле представата си го чувствуваат и си го носат во малиот прст, а предизвикот е па уште поголем кога треба да замениш некој актер кој што на своите плеки носи огромно искуство и е мајстор на занаетот, кога се работи и за актерството, а посебно за кукларството, конкретно зборувам за Владко Лазовски. Значи, од една страна благодарност за тоа што многу ми олесни со тоа што совршено перфектно ги имаше направено карактерите кои што ги игра во представата, тоа се Волкот, Ежот и Штркот, а од друга страна ми даде многу голема задача за тоа што со самото влегување, односно замена негова во представата, морав едноставно да се носам со неговата величина како актер. Директорке, вие сте еден од најпосетуваните театри во државата. Колку младите сакаат да доаѓаат во театар и дали ви недостасува поголем објект за театарот за деца и младици? Видете, љубовта на младата публика кон театарот е нешто што не радува и секако врзува. Секоја полна сала, секој детски аплауз е мотив за нашите колеги, воопшто за нас, да работиме се повеќе и повеќе. Проблемот, тоа е прашањето во однос на секогаш горливото прашање во однос на потребата за поголем објект и секогаш присутна, а зошто? Бидејќи треба посуштински да одговориме на интересот на публиката и потребите на уметниците. Видете, например, кај нас исто се отвараат веќе и потреби за работилници, да се едукативни работилници, секако разговори за да се направат разговори за после представите. Мислам, има милион работи кои што може да се направат. И секако на нас како институција и како луѓе ни треба и поголем простор и поголем комодитет. Мислам, во секој случај ово е апел што години наназад го кажуваме, како јас и сите мои колеги, многу пати е предочено и се надеваме дека еден ден тоа ќе се оствари, конечно ние да добиеме простор. Инаку овој објект беше на времено користење дадено од Министерството. Го превземавме 98 година, се преселивме во овој објект, со тоа што тогаш екипата броеше вкупно негде околу 12. Зборувам со администрација, техника и глумци, толку беа 2-13 луѓе и тогаш просторот веќе окей беше и публиката, добро се снаоѓавме, ни беше поширочко малци и така. Сега сме 50 луѓе. Публика која што е навикната да доаѓа и сака да доаѓа во театарот и едноставно не можете да ги навјазате. Се јавуваат по телефони, паќаат врски, неко Миланска скала сме човече станати, знаеш, да дојдат во театар од сега, а сакаш сите да ги задоволиш, сите да дојдат. Едноставно, па имало и тепачки на билетара, едноставно јас дојдов пред тебе, ти пред. Се случуваат некогаш да се купуваат сите карти на онлайн, па не знаеме дали да ги ограничиме и така натаму и така. Едноставно е борба и затоа апелираме цело време и таа борба за поголем простор трае од самото доаѓање овде наше. Ова беше кафана, воен ресторан, Вардарче се викаш. Која доаѓа генерали и као ле, деца шо убаво ручавме овде, шо направивте. Така. Тука мора да привршиме со нашиот разговор. Се надевам дека апелот ќе стигне до вистинското место. Ви благодарам за гостувањето во Утро во Македонија наутро и ви посакуваме уште многу успешни представи кои ќе имаат голем број на изведби во театарот за деца и младенци во Скопје. Благодарам повелете. Да го кажеме дека ние сме единствена национална установа за деца и младенци на македонски јазик и дека сме прво скалило за сите останати театри понатаму.
Така да се надеваме сите дека ќе добиеме поголем простор. Благодарам, се надевам дека ќе се остварат вашите барања. Колеги, разговаравме со директорката на Театарот за деца и младинци Фросина Карловиц, како и актерите Мартин Јордановски и Владимир Лазовски.